Велики петок, предвечерие на Великден и Христовото раѓање. Вообичаено ова се денови на отворени храмови, масовни молитви, нагласено медиумско присуство во јавноста на нашите свештеници. Во тренинг гостинка ќе биде професор Ана Ѓорѓевиќ, психолог, лиценциран психолог, поточно психотерапевт. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам за поканата. Животните премиришта често ни се движат во круг на верувања, ветувања, очекувања, но и разапнати помеѓу помирувањата и социјалните конфликтности во општество во кое постојано сме веројатно соочени со премногу премириша. Како вие би исцртале оваа животна патека низ која се движиме? Интересно прашање. Убаво што го напоминавте на почеток празникот. Овие празници особено се можност, одлична можност да ние се свртиме кон себе си, кон она што значат наши вредности, наш вредносен систем и да видиме што е она што е сршта на нашето постоење, што е она сршта која што го осмислува нашето живење. Токму на Велики петок е денот кога човекот се покажал во своето најмрачно или во најтемно издание, бидејќи тоа е денот кога Христос е распнат. И тоа не е само еден ден кој што постоел некогаш во историјата, тоа се случувања кои што ни се провлекуваат низ животот постојано, односно ние постојано можеме да правиме грешки, големи или помали. Живееме во општество во кое што сме премногу ориентирани кон себе си, но на еден егоистичен начин, и конфликтите кои што произлегуваат многу често доаѓаат токму од таму дека сме свртени само кон задоволување на сопствените потреби, а она што меѓу другото во овој период нас не потсетуваат овие празници е тоа дека треба да се свртиме и кон другиот. Да го видиме другиот дека е исто така од Бога создаден човек и да го видиме другиот како некој со кој што ние можеме да живееме, со кој што ние можеме да соработуваме. Колку денеска е тешко да се биде човек? Дали се изгуби човечноста во нас? Па не би рекла дека денеска е потешко да се биде човек отколку во некои минати времиња. Знаете, можеме да појдеме само во средина на минатиот век и да видиме дека за време на Втората светска војна луѓе останувале луѓе и биле човек и тогаш кога се наоѓале на пример во логорите за време на Втората светска војна. Го имаме еден Виктор Франкл кој што токму тоа ни го сведочи, дека луѓето кои што биле во логорите, вели после неговото долготрено присуство таму, повеќе не може да ги дели луѓето на евреи и германци и туку само на луѓе и нелуѓе. Така што не мислам дека и денеска посебно тешко да се биде. Секој период има своји искушенија. Во вашата докторска дисертација ги барате поврзаноста помеѓу вредностите, цртите на личноста, тивкото его, но и смислата на животот. И што заклучувате? Како се забележува колку еден човек е добар, кои се тие црти на ликот кај него? Морам прво да напоменам дека ова е истражување спроведено на студентска популација и оние резултати кои што јас ги добив укажуваат на тоа дека во однос на цртите дека оние кои што се посовесни, кај кои што нивото на совесност е повисоко, имаат пониско задоволство од животот. И тоа е нешто што беше многу интригантно како податок и за кое што има објаснување, за кое што има одговор. И тоа навистина нас не свртува да се запрашаме во какво општество живееме. Тоа значи дека оние кои што навистина се честни, кои што се трудат, кои што сакаат да работат доблесно, не секогаш имаат можноста да тоа биде препознаено, да тоа биде ценето и да тоа навистина им ги отвори патиштата да бидат достигнат онаму каде што тие заслужуваат. Професор Ѓорѓевиќ, во какво општество живееме? Па живееме во општество во кое што имаме медиокритети, во кое што не секогаш се цени она што значи квалитет. Некои други споредни нешта стануваат приоритет и понекогаш поважни критериуми за пример избор кој каде ќе се најде на кое работно место. Дали се работи за изместени вредности? Се работи за изместени вредности, да. Би можела да се согласам во тој поглед. Не имаме ситуација со, да речеме, ќе се вратам назад во основното училиште.
ученици кои што се трудат, ученици кои што учат и ученици кои што заслужено добиваат високи оценки, на крајот од учебната година се изедначени со оние кои што ги добиваат високите оценки не заради својот труд или заради својата заслуга, туку просто заради тоа што ги добиле на поклон. Тогаш е тоа демотивирачки за оние кои што навистина учат. Кои се најчестите диагнози на актуелната психологија на духот? Дали сме отуѓени? Дали сме премногу егоисти? Па би можела да се согласам и со едното и со другото, затоа што едното и другото не се неповрзани, напротив, тие се поврзани. Оттуѓеноста произлегува од нашиот егоизам. Ние не би биле оттуѓени кога би го гледале другиот човек и неговите потреби како подеднакви важни како што сме важни ние и нашите потреби. И оттаму таа наша егоистичност не оттуѓува од другиот. Дали животот постојано не води пред се во насока на профит, парите пред се, а потоа со животот, пријателот? Знаете како, тоа не е нешто што е присутно само сега. Ако се навратиме, да се подсетиме дека е Велики петок и дека се ова предвеликденските денови, предавството на Христос се случува за 30 сребреника. Така што ние во нашата потрага по профит мораме да бидеме свесни дека тој профит не сме никогаш да биде налик на оние сребреници кои Јуда ги добил. Дали сме алчни? Да, за жал. На што се должи тоа? На оттуѓеноста и на нашата егоистичност и себичност. Кои вредности ги потиснавме во изминатиот период? Знаете како ние го потиснавме квалитетот, преку потиснување на честноста, на доблесноста, на тоа да се цени она што значи на вистина квалитет, запазување на одреден стандард и слично, кога веќе некои други критериуми влегуваат во игра и носат пресудна улога, тогаш можам да се согласам со констатацијата, да. Професор Рана Ѓорѓевиќ, гостинка во празничното издание на ТВ магазинот Тренинг. На научен собир во Босна со вашиот сопруг пишувате за постхристијанството и постсекуларизмот, кој вели дека сите сме Христови деца, дали тоа мора да се подразбере и религиозна припадност, дали се загрозени атеистите од овој аспект? Не би рекла дека се атеистите на било каков начин загрозени. Знаете како, прво како христијани, нашата првична слика и однос кон другиот е дека секој е создаден од Бога. И во таа смисла секој човек ми е еднаков на мене, без разлика дали е христијанин, атеист, антитеист, агностик, муслиман или така натаму. Не мислам дека на било каков начин моето вероисповедание го загрозува правото на некој друг. Апсолутно не би можела да се согласам со тоа. Што значи да сте презвитера на отец Милан? Интересно прашање. Ние сме една комбинација каде што е сопругот теолог и свештеник, а јас сум психолог и тоа се две професии кои што една со друга одлично се надополнуваат. Ние сме одамна заедно и заедно сме растеле и заедно сме се обликувале низ тие професии, така што тоа значи само меѓусебна безрезервна поддршка. Сопруга, мајка, родители на 4 деца, колку што можев да пронајдам информација, одгледувате кучиња. Како сето тоа го менаџирате на домашен план? Ви благодарам на прашањето. Знаете како, преку поставување на приоритети. За нас е тоа, она што е најважно, поставување на тоа што во одреден животен циклус за нас е приоритет и за нас е најважно. Во одреден период, јас бев онаа која што седев и останав дома додека децата беа сосема мали, додека беа бебиња, додека имаа потреба од една физичка наша грижа и присутност со нив. Во овој период веќе се децата подпораснати доволно да можеме двајцата да бидеме вклучени во нивното растење, вклучени во нивното образование и да дадеме од она што е наше знаење, наша професија, како придонес во нивниот развој, во надеж дека навистина ќе пораснат во луѓе, пред се да бидат луѓе.
И не е толку едноставно, но не е ни толку тешко тоа да се менаџира. Знаете, кога имате поддршка со партнерот или со сопругот, нештата се одвиваат многу поедноставно. Кој фарбаше јајца или кој ќе фарба јајца во семејството? Заедно работите? Отец Милан, вие, колку вашите деца се вклучени во овие великденски празнувања? Па тие се активно вклучени. Значи, во моментов тоа го правиме женскиот дел од семејството, со оглед на тоа дека синот е поголем, па веќе тоа нема е толку предизвик. Но сите сме вклучени во однос на тоа дека ние секој пат одиме на литургија заедно. И дека сме таму присутни, празниците ги поминуваме секој пат заедно и во тој поглед нас верата меѓу другото и не држи да бидеме заедно. Што е символиката на во црвеното јајце и вапцањето на 33 јајца? Па ова 33 јајца, јас сега го слушнав исто така од вас, јасно е дека се алудира на 33 години Христови. Меѓутоа јајцето како символ на воскресението и почетокот на новиот живот. Меѓутоа не би го ставила јас акцентот тука во однос на тие дали ќе се фарбаат јајцата, дали нема да се фарбаат, па дали ќе бидат 33, па дали точно на одреден ден тие ќе се фарбаат или нема да се фарбаат. Знаете, во Новиот Завет има приказ на две девојки, две сестри, Марта и Марија, и е опишана една случка која што мислам дека одлично ќе може да се да послужи како порака за она што сакам да го кажам тука. Христос е пријател со нив и со нивниот брат Лазар, доаѓа во нивниот дом како нивен гостин и едната седи и слуша што Христос зборува, а другата постојано подготвува јадење, принесува, помага и така натаму. И на крајот она која што помага Марта, му се обраќа на Христос, вели мојата сестра само седи и не ми помага, јас сум таа што цело време работи. А тој вели Марто, ти за многу работи се грижиш, а само едно е потребно, Марија го избра по добриот дел. Така што јас би упатила една порака дека ние сите имаме можност да одбереме како кој сакаме повеќе да наликуваме и што ќе ни биде доминантен фокус во она што значи поминување на овие празници. Дали ќе се фокусираме врз фарбањето на јајцата или пак врз присуството на богослужбите. Професор Ѓорѓевиќ, филозофот Томас Хобс ќе констатира човек на човек волк си е. Може да биде волк, а може и да не биде. Зависи од тоа кого храниме во нас. Ако ние го храниме доброто, ако ние го храниме убавото, ако ние го храниме алтруизмот и емпатијата, нема да бидеме волк еден на друг. Но ако си го храниме егоизмот, ако ја храниме омразата, тогаш да, тоа ќе си бидеме еден на друг волк. Ви благодарам за гостувањето и ви посакувам среќни великденски празници, да ги поминете во мир и многу среќа и успех. Ви благодарам многу, ви посакувам и на вас истото. Благодарам уште еднашка. Ова е повеќе долготраен процес, значи долгорочен процес во кој што секоја индивидуа ќе тагува и ќе се лекува на свој начин, во зависност од инволвираноста во сето тоа и колку била погодена од самиот настан. Нормално дека луѓето кои што биле директно инволвирани ќе имаат поголема потреба за поддршка,